Васили од Куманово против Мачари Солидарност од Скопје. Голем предизвик е овој натпревар затоа што носи директен пласман во купот на УЕФА. Значи играат во европски термин 20 часот и 30 минути. Почетокот на натпреварот за пласман во фудбалскиот куп на УЕФА. Нема многу време, одиме со составите за Васили Зендели со број 1, потоа 4 Алмазовски, 2 Исраили, 6 Рамадан, 19, Треновски 18, Петковски 21, Ѓурчевски 8, Батик 10, Трзовски 11, Мистеровски 17, Силва за екипата на Мачари Солидарност со број 12, Димовски 3, Максимовски 16, Ѓоргиевски 13, Степанов 7, Марковски 4, Симоновски 18, Колаковиќ 8, Тарасиловски 22, Неделковски 19, Петровски 10, Алексовски. Единствена дилема кај шефот на стручниот штаб на Мачари Солидарност беше дали Готе Петровски во списот или пак Јурица Силјановски. Петровски доби шанса на почетокот на овој меч. Прва алтернатива евентуално во вториот дел од мечот ќе биде токму Силјановски. За тренерот на екипата на Васили немаше дилеми, оној состав кој се го соопшти вчера е овој стартниот. Почеток на надпреварот. Васили во зелени, фудбалерите на Мачари Солидарност во сини дресови. Петровски е фаул за Коили. Петровски таа успеа да врати топката на тој почет искусно Колаковиќ. Рекордер според статистиките во овој финални тип на превари. Но овој одбит. Голема шанса за Мачари, 1-0. Сашо Алексовски првата шанса ја претвара во гол. Убаво е тоа за овој натпревар, 11-та минута, да погледнаме седнаш. Одлична топка од Васко Стефанов. Голема празнина, погледнете и седнаш во одбраната на Васили, едноставно Алексовски како на тренинг. Така да подзаборавија фигурите на Мачари Солидарност, дека има и противничка половина, па сега делува некако конфузно. Сето тоа може и тоа како да им се врати, како бумеранг. И да видиме, тоа би требало да е крвен картон за Ѓоргиевски. Ова е рефлективни средство. Ке има тука доста реакции. Мачари Солидарност останува да играт помоќ. Еве го неговиот стартовете на топка, нема ќе видите остар тука прекрасно. Гледате студијата, Горан Цирковски прилеп енергично, одлично, воопшто не се низууме, се покажува скор картон. Јасно убети него, дека ќе доведе до вакви реакции кај фигурите на Мачари Солидарност. Подарок ли е ова за фудбалерите на Васили или не, во секој случај оставете сами. Овој кадар најдобро говори за она што го кажа предноси. Ево Ѓоргиевски, исклучениот фудбалер. Без кого Мачари Солидарност ќе мора да игра во последните 28 минути од овој натпревар. Ако ништо друго, времето работи за екипата на Мачари Солидарност, иако не можат да бидат сигурни во резултат, водат со 1-0, сепак противникот се заканува и погледнете ремек дело, еден изборевен погодок во 32-та минута од вториот дел. Прекрасен удар на Бруно Петковски, најави во првиот дел дека има многу силен удар од далечина, требно ги форсираше од брзоплето, меѓутоа погледнете го ова што го направи. Може би ќе крие 4 метри, а голманот Димовски кој досега добро си ја вршеше работата овој пат, само како гледат најнепосредно покрај топката која што влезе во празната мрежа. 1-1, значи се враќаат фудбалерите на Васили резултатски. Може се така нешто да се очекува, особено по овој исклучување на Дејан Ѓоргиевски, кога доби втор жлт картон и сега до крајот ќе биде многу тешко за фудбалерите на Мачари.
Сега топка за Георгиев, идеална позиција да видиме се решава за дриблинг. Димовски брани и одбиена топка за победа на екипата на Башкини. Барем според ова што го гледаме до сега, се игра четвртата минута од продолжението, дали е тоа повторно Прешилски, 2:1, откако во оваа контра екипата на Башкини што за 96. 2:1 во четвртата минута од сидичката на дополнување. Ево, Георгиев остана сам, немаше там офсет, го издружа доодно од Стојан Димовски, нафрли, а од позадина 2:1 за екипата на Башкини. Престрелски тука на вистинското место за најверојатно да ја запечати сутината на противникот на овој меч. Нормално се радуваат на играчите на Башкини, откако делувате загубена нивната екипа, до 74-та минута, кога Престрелски го постигна оној прв погодот. Сега истиот играч по сидичката на дополнување во четвртата минута од оние најавени 8. Не знам дали имат можности веќе мачеви солидарност и сили да се обиде да направи нешто. Ево, судијата Горан Цирковски покажува дека на преводот е завршен, значи Башкини оставуваат на 13 фудбалски клуб на Македонија. Победа од 2:1 благодарение на изворедниот Бруно Престрелски, кој најпрви со вистински проектил еврогол во 77-та минута издрами на 1:1, а потоа во четвртата минута од сидичкото на дополнување со глава беше на вистинското место и ја смести топката во празната мрежа на голманот Стојан Димовски. Претходно во првото полувреме екипата на Башкини солидарност водеше со погодотот на Алексовски, постигнат во 11-та минута. Почитувани гледачи, така завршува овој 13-ти фудбалски куп на Македонија со ова големо финале. Нормално едните ќе слават, другите ќе жалат за пресечената шанса. Беше тоа дуел на два мали клуба кои што добија шанса да бидат на голема сцена. Екипата на Башкини ќе биде представник на Македонија во купот на УЕФА, заедно со фудбалерите на Вардар, кои што тоа го остварија со второто место во првенството. Башкини го освојува најголемиот успех, го остварува најголемиот успех во нивната клубска историја со освојувањето на овој куп на Македонија. За нив е сетката среќна, се разбира како што можеше да се претпостави по испитувањето на Георгиевски, многу реакции од навивачите на Башкини солидарност, кои што водеа во најголем делот на преводот. 66 минути беа во водство, меѓутоа на крајот се поразбори.